Оштетување многу имам. Оштетување. Испукана куќава целава. Целава куќа испукана е. Значи, ке да бараш пукалец мора да најдеш. Нема значи да остане неиспукана негде кај со минирање. И дури пчелите таму што ги имам наместо на напред дојдат, тие на назад идат све. Немат. Значи, Нема приход нема приход никако. Првите години докато не беше камелов, исто бајги мет, а сега е многу намале. Куќата на Решат Алиовски се наоѓа на само 50 метри од првиот каменолом во Лабуништа. Од силината на детонациите која доаѓа при минирањето, вели животот станува се понеподнослив. Каменоломите за жителите на Лабуништа се главна тема на разговор и додека го пијат првото утринско кафе. За некогаш плодното поле велат дека сега е целото бело од прашината која доаѓа од ископите. Загрижени се за својата иднина. Сите деца и сите ние, возрастните, сме затруени од овие каменоломи. Кој ќе дојде предизборна кампања, тука се со нас. Кој ќе завршат, си добиваат функција и никој не се добира до. Полето ми имаме ливади покрај каменоломот. Све е затрпано, све со камење. Мините, ние не можеме ништо, ни општо да се земи нешто приход од тие ливади. Во ординацијата на лекарот Аладин Демичовски секојдневно доаѓаат пациенти кои се жалат на разни заболувања. Најчести се алергиските и белодробните заболувања. Во последниве години, значи драматично е порастен бројот на малигни заболувања, и причините се мултифакторијални. Меѓутоа, не можеме апсолутно да го избегнеме загадувањето на животната средина, посебно на воздухот, значи со ненормални количини на прашина. Од пред неколку месеци е формиран иницијативен совет за спас на Лабуништа. Нивно барање е затворање на сите каменоломи или нивна дислокација. Каменоломите овде ги има повеќе од 20 години, но незадоволството кулминирало со отварање на каменолом во срцето на планината Јабланица, која се наоѓа на целото. Немаше веќе каде да се оди. Моравме тоа да го спасиме. И тоа беше поводот за овој народ да на некој начин се отрезне, се освести и да свати што се дешава со наша средина. Концесиите се издадени уште пред 20 на години, нека да имат рок најблиску до 2028-2029, а се до 2045 година, што значи можете да претпоставите за овој временски период што ќе се случува во Лабуништа. Од Министерството за економија велат дека една од концесиите веќе била одземена, додека кај останатите немало основ за раскин на договорите, но велат дека ќе продолжат да ја следат состојбата на терен. Од некогашната општина Лабуништа останаа само 9 каменоломи. Ако се има во предвид дека овде живеат околу 9000 жители, тоа значи дека на секој 1000 доаѓа по еден каменолом. Од Лабуништа за Гласот на Америка, Мики Трајковски.